Почитувани мои, добар ден. Почнуваме со новото издание на Црвена линија, а во него. Во Македонија годишно се печатат 800.000, а оваа година се испечатени и рекордни 1,4 милиони учебници. Ке бидат потрошени над 10 милиони евра. Комисијата во Министерството за образование и наука во тендерите става услови со кои се невозможни за 99% од македонските печатници, а останатите надаваат за цена која е 3 до 5 пати повисока од пазарната. Скапи учебници, образованието тоне, ама бизнисот цвета. Оно што прашуваме според вас, зошто имаме скапи учебници? Секако ова е истото прашање кое што ќе го поставиме и за оние кои што не следат на Инстаграм, ќе почнеме од таму. Значи, заследете на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Тоа значи дека тука ќе имате можност да го видите денешното прашање, анкетно се разбира, кое што е идентично со она што ве прашуваме и вас во живо во ова издание на Црвена линија. Значи, зошто имаме според вас скапи учебници? Еве, Инстаграмче имаат можност две опции да дадат одговор. Едната е под А, богата држава, или пак под Б, сиромашни граѓани. Кој е вашиот одговор? Инстаграмче, кликнете таму, дали тоа е под А или под Б, резултатите процентуално по рекламите, но секако со коментарите, шернување и лајкнување можете да продолжите и пред, но и секако по завршувањето на ова издание на Црвена линија, на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме редовно нашата тема. А до Црвена линија, мало охрабрување за оние кои што ќе се пишманата, може би и не, за прв пат, како што имаме и така гледачи, да се вклучат во една контактна емисија, како што е Црвена линија. Особено се добре дојдени оние кои што директно се засегнати со оваа проблематика за која што говориме, така да едноставно е прашањето. Значи, прашуваме денес зошто имаме скапи учебници според вас. 023070005, задолжително тоа никогаш не се менува. Еве да напоменам и на почетокот да малете го тонот на телевизорот, особено важи за оние кои што немаат искуство за вртење во Црвена линија, да зборуваме преку слушалка. Па ако го имаме и првиот гледач, да стартуваме веднаш со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Секој е добро, поздрав од Црвена линија сте. Па зошто имаме скапи учебници? Да ви кажам дека во теков на неделава сесте сега се јавувам. Многу ми е драго и да не биде последен пат секако. Не дај Боже. Вака ќе ви речам за учебниците, образованието, тоне, да, тоне. Еве и внуците викаат, бабо, немаме учебници за ова, немаме учебници за тоа. Кој оделение се внуците? Молам? Кој оделение се внуците? Трето. Трето, така. 20-то се близнаци, мацко и женско. И сега си викам и сега што да правиме? Па вика баш математика, немаме и овие другиве, овој општ природни науки. Па реков сега, бабо, или ќе учите или нема да учите. А според вас зошто имаме скапи учебници? Па не скапи учебници, па верувајте сега. Во дневен престој ако се оди со 2.500 за две деца е тоа веќе 5.000. Така во старт сте со дневен престој со 5.000 во старт. А кај се тупло све, сега јас зборувам за моите, за учебниците, како сега треба да ги фотокопираме, не знам што треба да ги правиме или што имате за домашна, не знам, мајка ми кога ќе дојде, учителката ќе ја напише, ќе ја прати по мејл, по не знам што по телефон. Мислам, какво е тоа учење, ја не знам. Не можеме ни ние како баби, баба, дедо да му помогнеме нешто на детето, било како да е. Нели е така? Еве сега Тина остај друго, еве сега слушам дека не само тоа, него и цигарите ќе се покачат. Па со оглед на тоа колку цигарите се штетни, секако еве и ќе го охрабрам тоа, можеби, но она што еве кога веќе зборуваме за покачување, вчера зборувавме се разбира за намирниците на кои што им се зголеми 10% данокот, но еве зборуваме денес повторно за нешто што е скапо. Зборуваме за скапи учебници, од гледачката слушнавме и дека се уште барем внуците велат немаат учебници, а трето оделение се. Добар ден. Добар ден.
Па да ви кажам, можда учебниците се луксус, пошто гледаме кај нас. Се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме. Пошто гледаме дека многу цвеклари и други, не знам, работи биле луксус, па се покачуваат, па може би кај нас и учебниците веќе се луксус. Ние не знаеме веќе со кого си имаме работа и со какви функционери, затоа што све што на нив им е луксус, а ако не е, не можеш да докажеш, значи тоа е тоа. Значи ова е една голема срамота. Ја не знам дали во приватниве училишта нема учебници. Ова што е тенденција да се уништи државното образование за да дојде до израз до приватното образование. Меѓутоа, пазите, секој не може да оди во приватно. Значи, ова се враќаме, ние историјата се повторува, не знам во кој век уназад, така да тие што имаат само средства, што биле богати, што можеле да учат, учеле и биле што биле. Меѓутоа, мислам ја, ова друго не знам кое решение да го кажам. Затоа што, значи, ти треба да имаш да си финансиски добар за да можеш да учиш. Ако не си финансиски добар, никого не му е гајле за ништо, не е битно дали си квалитетен. Значи, овдека е една голема корупција, овдека е една голема срамота. Ја не знам дали нашите функционери, било од кој образование, од све, дали имаат лимит до каде сакат да се збогатат. Значи, овдека едно е бесконечно, само се гледа корупција, збогатување, уопште не. Ке посетам само да се гледа и време траењето, 90 секунди за секој гледач. Со оглед на тоа што ете првата гледачка напомена дека нејзините внуци, третооделенци, се навистина пред предизвик со оглед на тоа што за одредени предмети немаат учебници. Па еве каде и ќе ве насочам, секако кликнете на tilma.com.mk и не е лошо да го прочитате и овој наслов кој што е објавен на 7.10. каде што стои дека недостигот на учебници го наруши образовниот процес. Вака сметаат психолозите. Односно, според нив, образовниот процес е нарушен со недостигот на учебници, но знаењето нема да се намали, но ќе се зголеми недовербата во образованието, откако учениците остана без наставен материјал. Тоа е она што го укажуваат психолозите. Но ние денес зборуваме и за фактот дека имаме скапи учебници. На што се должи тоа? Зошто имаме скапи учебници според вас? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Слушаме. Што вака? Штом ги поскапуваат учениците, што јас сум правил ученици, по струка сум книговедец во печатница. Така? Друго што е работа? Штом ти го уништуваат образованието, историјата, очекувајте да ја уништат и Македонија. Едноставно кажано, тоа е тоа. Ајде, бидете поздравени и пријатно. Благодарам, еве, драго ми е дека во својот професионален живот сте се занимавале токму со ова за што зборуваме, печатење на учебници. Гледачот беше куси јасен, но секако и тоа е дозволено, зависно од тоа што и како имате да споделите со јавност. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ние, добро, моите се големи деца за ученици, во градинка одат внуците. Така? И најпогодена бе што детето во градинка, за Гостивар конкретно, му беше наложено дека примене во градинка, ама да чека две по две деца. Две по две деца ќе ги повикуваат. И ти како да му објасниш на тоа 3-годишно дете дека сестра му 5,5 години оди во градинка, тој треба да чека. И како, што да чека? Ова е интересна тема, еве ќе ни дадете идеја и насока да поставиме специјално тема во црвена линија. Тоа. Сега види, во однос на скапите учебници, еве. Столчето го чека да му дојде нарачано, му е столчето. Па што остана за книги и за што друго да зборуваме за образование. Јас сум и факултетски образована и Тито фонд примав на времето џабе. Татко ми не беше директор, беше Дрејар, Дра Дрејар.
и А според вас зошто имаме скапи учебници? На што се должи тоа? скапи учебници, па затоа што еден ист професор, имам пример, например, од Караѓозов, да не потенцирам кој како. Да не спомнувам имиња. Еден учебник го печатат, истиот учебник го печатат, ќе додадат нешто друго годиниште, на возраст на тоа си... Добро, благодарам за јавувањето. Ќе вклучиме уште еден гледач, па потоа ќе ви посочам уште еден наслов на telma.com.mk. Добар ден. Добар ден. Повелете. Нека напомош за едностина. Добра тема и во добро време. Зашто имаме скапи учебници? Затоа што имаме неспособни и ајдуци што се во владата, во тие министерства. Јас пред многу години работев во една печатница Гоце Делчев, штампавне книги преку просветно дело. Значи пред 2 месеца, уште летото пред 2 месеца беа готови. Само да се дистрибуират, а просветно дело знаеме што беше поем за книги да се дистрибуира, се беше вр. Зашто се скапи? Па да нема многу крадење, да има домакини луѓе, да има, значи и ефтини ќе бидат и нема вака теми да правиме мове да се нервираме. Кога ќе заврши школската година, џабе се и книги, и учебници, и све. Имате се уште време, ќе додадете уште нешто? Знам, следа. Тоа е тоа. Значи, да има домакин, уште кога дојде Мила Царовска, мора да спомнам. Таа, мислам, образование го напре во нула. Зашто таа од ВМРО не ми текна кој беше за министер за образование, па кога дојде таа, па некои експерименти, па челендж, па мелинч, па вако, па онако, го сотреа. И кој како дојде образование министер, чеке, јас сум по Ербаб, по Фатман, чека, ќе дојде по моje. А последно министер Сачири Сужанецот го сотре образование. Благодарам многу за јавувањето. Ево уште еден наслов. Сега ќе ви покажам исто така на telma.com.mk и топло ќе препорачам со оглед на темата за која што зборуваме многу повеќе информации и детали околу цената на учебниците. Насловот е различни цени за Кембридж учебници во тендерите. Исти издавачи во игра. Всушност ова е и темата на последното издание на Код, кое што можете секако да го погледнете и на YouTube за оние кои што еве со нетрпение сакаат многу повеќе да дознаат на темата. Ќе издвојам нешто што еве како велат од оние кои што се засегнати од оваа тема, значи согласно Законот за учебници во основно и средно образование, секој учебник кој е одобрен да се применува, а во собственост на некоја издавачка куќа, се обезбедува со откупување на потребниот тираж на учебникот од таа издавачка куќа, се додека на сила е одлуката за одобрување на учебникот. Овој систем етапно се менува, односно со реформата на основното образование се обезбедуваат нови наставни програми и учебници за кои Министерството за образование и наука ги поседува авторските права. Така што не треба да ги откупуваме од некоја издавачка куќа. Преостанати се уште учебници за 7, 8 и 9 во собственост на издавачки куќи, но и тоа ќе се промени, вака имаат изјавено од МОН. Но да видиме што ќе кажете вие, каде го гледате одговорот и причината зошто имаме скапи учебници. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Ме слушате, не? Да, ве слушаме, продолжате. Така. А образованието во Македонија е многу лошо. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Образованието е многу лошо. Први наставниците седат на одмори, пред настава, пред дома седат, пијат цигари, пијат кафиња во дворо, во влезо на самото училиште. А зошто ни се скапи учебниците, тоа не е темата? Ти остај што сум се скапо со учебниците, што со учебниците. Се кажувам дека основното училиштина во Битола се недобри. За скапите учебници, секој ќе си извај од родителите пари, ќе си му купи на децата учебници, или ќе му дајте половината од школото, или не знам.
Тоа е темата за која што зборуваме. Па еве, каде ги гледате причините за високата цена на учебниците? Проценката на ова што го кажувате вие и што го лажите народо и сите што трчат да се јавуваат по телефон и сите што кажуваат тоа се лага. Вие зошто се јавивте на телефон? Молим? Вие зошто се вклучивте во црвена линија? Се уклучив да ми е криво што слушам глупости. Значи, и кога зборувате, сметате дека се глупости. Добро, благодарам. Ние сме благодарни еве што се охрабривте и се вклучивте. Но како и да е, продолжуваме со вас, па еве можете да слушнете што велат останатите и претходните гледачи. Но ние сега имаме прашање до вас. Каде ја гледате причината зошто имаме скапи учебници? Дури анкетното прашање на Инстаграм, секако и тука можете да одговорите. Дадовме и опции за одговор, дали е тоа затоа што сме ние богата држава или пак затоа што под Б цената ни изгледа скапо поради сиромашните граѓани. Но каде ја гледате суштински причината за цената и скапите учебници? Добар ден! Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав телевизија, Телма. Поздрав и до вас. И да поздрав, сакам да честитам сите празници на утрешниот ден, 11 октомври, и за сите македонци во диаспората, нашите браќи сите, и во Македонија, кои се сакат Македонија. И за празникот, 11 октомври. А во однос на темата, каде ја гледате причината за постоење на скапи учебници? Погласно да ве слушнеме малку, Тине. Зошто имаме скапи учебници? Учебници? Какви учебници гледаш? Учебници прават намерно ги нема, намерно да не се школува, намерно да нема образование. Учебници треба да се македонски, наши, како што во секоја држава. Не многу ете. Ово не е народна влада, гледаш, со договори се пазарување, увидуваат и други странски учебници, други историја, друга, значи, измисли некои вешешки нација. А зошто се скапи еве учебниците? Во учебници треба да се има се на македонски. Него ете, пазарувањето од ова не народна влада што се пазарува, што народот не знае да ги изгони од собра. Благодарам за јавањето. И уште еднаш ќе потсетиме всушност во која насока и темата е за која што денес ги бараме одговорите токму од вас. Значи ќе потсетиме дека во Македонија годишно се печатат 800.000, а оваа година се испечатени рекордни 1,4 милиони учебници, што значи ќе бидат потрошени над 10 милиони евра. Комисијата во Министерството за образование и наука во тендерите става услови со кои се невозможни за 99% од македонските печатници, а останатите надаваат за цена која од 3 до 5 пати повисока од пазарната. Што значи имаме скапи учебници, образованието тоне, ама бизнисот цвета, па ве прашуваме зошто имаме скапи учебници. Добар ден. Сака да не уништат сите, ќе тоне се. Не само образованието, и здравството се тоне во Македонија. Не само учебниците, се тоне, се. Цела Македонија потоната народо, македонски пате и многу ќе пате. Скупи цени, тоа се здравството скапо, овоа скапо, се е скапо и никој не нас смета за човек. Квалитетно ништо нема во Македонија, како да иде оваа влада, 7 години ние не сме виделе ништо убаво од оваа влада, ама ништо. Секој граѓанин на Македонија го тоа знае. И ќе ве молам, толку мислам да кажем, ама мислам дека не е добро за народо. А зошто се скапи еве учебниците? За нашиот народ и за децата. За здравството потонало. Потонале. Така, но еве кажете ми само зошто се скапи учебниците според вас? За тоа што многу треба да се
За ни земе парата, да тия главните тамо министри ще ги има, па тия са пуни пари. Ама човек нема да купе на дете, или пензионер да купе на дете, кога немаме ние големи пензии, нема големи плати, значи ние тонеме от що немаме. А они тонато што многу имат и потонуват они самите, ке потонат еден ден и ке ги нема. Македонскиот народ не е толку глуп и прост. Благодаря многу, Еве, што искористивте можноста и сега го споделивте вашиот став со гледачите на темата за која што зборуваме. Јас уште еднаш ќе потсетам, можете се разбира дискусијата да ја продолжите и на црвена линија Facebook, ќе кликнете таму секако. Еве, јас сега ќе се потрудам да видиме, бидејќи ги имаме и првиот пост и коментар. Па еве ќе почнеме со коментарот на Лидија Спасовска, која што напишала: учебниците од секогаш биле скапи. Пред 60 години ние учебниците ги продававме од генерација на генерација. Нови учебници од книжара имаат само богатите. Добро. Еве, Лидија тврди дека сме имали од секогаш скапи учебници. Што мислите вие? Дали и понатаму треба да бидат скапи и зошто имаме скапи учебници? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Добар ден, намалете го само тонот на телевизорот. Добар ден, добар ден. Викам од Батници. Имам едно прашање. Јас сум 50 години во Германија. Дојдете пред 10 дена у Македонија. Како е поскапо е све дупло колку Германија? Книгите се скапи, нормално, за овој систем прескапи се, али мислам дека, знаате, само за умрење, за лек и за книги мора човек да има пари. И затоа е пасиле таа точка да тука да ги крадат луѓето. И стварно е жално, еден човек кој има овдека 3 деца, прима може 200 евра плата, како ќе купи книгите? Денеска бев во село Батинци, јогурт евро 125 денари, удрачал 60 денари. Бев у градинка, удрачал на братчетка ми дете го носиме, не сме да влезе да го види како е внатре, шо е внатре, го изложима детето како пилеđe од рака, детето врика. Подсетете ме само, вие рековте дека живеете долги години во Германија? Да, точно. Па еве каква е состојбата таму во образовниот систем околу цената на учебниците? Не е лош, скапа и таму до 200-300 евра си книги, али платите се големи. И тоа не е проблем за тоа за Германија, рикам овдека е многу поскапо. И друго деца, базираше се книги скапи, прашав него што тоа дека у гимназија не знае кај се наđа фула. Тоа е жалосно, како да се книги ако не учат се вадиева и книги вадиеви. Ние порано учевме со тетровка, со бројалка и со факултети завршивме. Денеска има книги, компјутери, врска, нема да прашаш каде Белград не знаеш. Големо благодарам за вашето јавување. Имавме гледачка која што својот живот го живее во Германија и сега кон незините искуства оттаму, како што и самата кажа, во Германија да, учебниците се скапи, но платите се далеку повисоки. А зошто ние имаме скапи учебници? Добар ден. Здраво, добар ден, во црвена линија сте. Учебниците не се скапи, но печатењето е скапо. Печатењето. Зошто е тоа така? Пред се, еве, се случува да сите од Министерството ги зголемуваат платите 78%, 80%, така да учебниците не се скапи. Дефинитивно тоа е број еден дека не се скапи, но самите раководители на државата, самите они го креват коефициентот на скапотијата. Јас додека учев, секогаш моите родители покојни ми ги купуваа учебниците од книжара, од Квадарци, еве да ви кажам. Мислам, јас сум од Квадарци, така да учебниците не се скапи. Но малку народот се научи на тоа да, власта, тоест не власта, државата ќе му ги даде учебниците без пари и книгите, кои ќе ги врате, на крајот на годината, тие се сите паталари и слично. Пред се, јас само сакам да ве замолам да отворите една дебата за земјоделието и сточарството.
За земјоделецот ти? Значи, за сточарството и за земјоделието една дебата, ако сте во можност да отворите и ако доколку имате, не знам како ви е програмата на вашата телма. Секој ден сме во живо црвена линија, така да и веќе го земеме апсолутно ова во предвид, да во некој од изданијата на црвена линија во отвориме тема во која што акцент ќе ставиме на актуелната состојба во земјоделието и сточарството. Благодарам за јавувањето, но денес прашуваме зошто имаме скапи учебници. Со оглед на тоа што ќе повториме дека Комисијата во Министерството за образование и наука во тендерите става услови со кои се невозможни за 99% од македонските печатници, а останатите надаваат за цена која од 3 до 5 пати повисока од пазарната. Па дали се всушност тие цени реални? Дали може во Македонија всушност да се добијат далеку поевтини учебници? Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, добар ден. Поздрав до гледачите на Телма. Поздрав и до вас. Долги години бев вклучен во овој процес, сега сум пензионер и можам, мислам, најподробно и многу точно да кажам каде е причината за скапотијата на учебниците. Значи, еден учебник, отприлика ако се испечати од 100 страници, тој би требало да кошта недека околу 2,5 до 3 евра. Ако се испечати со 140-150 страници, недека за евро би бил поскап. Ако се земе дека на авторите на учебниците им се дава недека меѓу 3,5 и 4.000 евра, или отприлика дојде од 0,30 од евро. И ако се собере таа сума, ќе се види дека учебникот, односно трошкови за еден учебник, не кошта повеќе од 3,5 евра. Значи, цената се филува буквално да може некој да ушеќари дебело. Во минатото, кога издавачките куќи ги издаваа учебниците, цената се движеше тука, меѓу 4,5-5, максимум до 6 евра во зависност од бројот на страниците. Имаше, авторите имаа повисоки хонорари до 10.000 марки тогаш или евра, издавачите заработуваа 20 до 25.000 евра од еден учебник, што значи сите беа задоволни, процесот се тераше 5 до 6 месеци, се издаваа многу квалитетни учебници, денес процесот е многу краток, се касни со наставни програми, се касни со изборот на учебници. Големо благодарам за вашето јавување. Тоа е она што сакаме да го слушаме од вас, особено како гледачот кој што е низ призмата на своето професионално искуство наназад со оглед на тоа што работел во издавачката дејност, ни предочи како било никогаш и каде ја гледа проблематиката и причината зашто имаме скапи учебници. Уште една напомена, само ве молам, внимавајте и на тајмерот, правилото е 90 секунди, време трајање на излагање, но еве доколку сакате дополнителни 90 секунди, додека трае црвена линија, можете повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, вие сами го давате одговорот во вашето прашање. Се знае зошто се насочени сите тие тендери кон една или две фирми, за да биде колачот поделен на тие што треба да биде. Јас не сум работела во тој дел, да кажам, на печатање на учебници, меѓутоа сум работела онаму каде што се работи со тендери. Приказната е јасна. Се насочува кон одреден печатар или кој да е, парите се делат, колку повеќе посредници, толку се покажува цената на учебниците, а овој народ, бидејќи си молчи, ем нема книги, ем си плаќа и така се врти и се врти. И не ми е јасен тој број на учебници, кога во сите училишта има помал број на ученици. Од каде толку учебници, кои се ти учебници, каде ги продадуваат, да? Така интересно е во која насока можеме да продолжиме. Дали всушност огромниот тираж на учебници е неопходен со оглед на тоа што имаме пад на бројот на ученици во наставните процеси? Не само пад на број на ученици, има многу деца кои нема добиено книги. Кај се тие книги? Не разбирам. Пак штампаме за некој друг што не е од оваа држава. Значи, со оглед на тоа што живееме во држава со многу енигми,
Така, много благодарам што вашето мислење не беше енигма за јавност и што го споделивте во своите 90 секунди. Ете, слушате што кажа до сега гледачите, секако се уште црвена линија активна за вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Честит празник Македонија, 11 октомври на наше македонско вооружено Така, утре ќе имаме празнично издание на црвена линија. Да, иако во име на вистината, ово е така, имате еден прилог, дека Скопскиот партизански одред месеци порано имал вооружено восстание, ако само но за жал кај нас... Тоа ќе го говориме најверојатно утре, бидејќи ќе имаме празнично издание на црвена линија. Ајде да го слушнеме одговорот зошто имаме скапи учебници. Се со ова власт е лошо, неубаво, неуспешно. Добро, продолжуваме понатаму. Еве, ќе ги вклучиме малку и твитерџи со оглед на тоа што навистина темата за која што зборуваме има голем интерес, па предност ви даваме на вас кои што се јавувате. Уште еднаш подсетување, значи еве и на Твитер, Марија Митевска подсетува нова епизода на Код битка за профит со учебници во бизнис кој вреди милиони. Астрономски цени, нови критериуми во условите и тендерите за исфрлање од игра на конкуренцијата. Еве ќе продолжиме и со твит на КАТ која што дури на 31 август го има напишано следното. Знае некој на кратко да објасни зошто нема учебници секоја година. Тоа е факт дека ние и во црвена линија имаме зборувано за недостигот на учебници, да не зборуваме и за високата цена на истите. Така да, еве, на прашањето на КАТ, кој што ќе повторам напишала, знае некој на кратко да објасни зошто нема учебници секоја година, и ви напишала затоа што за некој да прави резерви за печатење партиски постери, носи одлуки од типот секоја година нови учебници, концепти или дизајни треба. Тендерчиња фрштат не секогаш на време. Гласна допишала има учебници оваа година. Како и да е и подсетување секако темата. Значи имаме конкретно прашање, црвена линија не се емитува еднаш месечно, се емитува секојдневно, така да многу теми сме ги поминале, нови теми ќе добиеме идеи токму од вас, со оглед на тоа што еве укажувате што да имаме во предвид. Затоа денес за темата за која што зборуваме да се држиме стрикно во таа насока. Се разбира, добре дојдени се особено оние кои што директно се вклучени и се запознаени со овој процес на издавање учебници, всушност од каде ова цена, дали е реална и зашто се скапи учебниците. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало? Намалете го тонот на телевизорот. Намалене? Така, да зборуваме преку слушалка. Верувам дека добро се слушаме. Ало? Ние ве слушаме, вие не слушате ли нас? Јас се слушам, не слушам телевизорот. Намалете го тонот. Стишете го. Ало? Сега е добро, верувам. Во црвена линија. Добро, ама два телефона се изгледа уклучени. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ама ме нема на телевизорот. Значи, ако сте го исклучиле телевизорот, логично е да ме нема, ама ако го стишите звукот, ќе ме има. Добар ден. Добар ден. Дали се разбравме, се слушаме? Ало? Еве ќе ви мафтам вака, дали ме гледате? Гледам ја сега. Повелете. Добар ден. Добар ден, да го вратиме тајмерот, ве молам. Не се разбраваме. Зошто имаме скапи учебници? Ето ви, јас ви реков дека се два телефона уклучени. Ние ве слушаме и најверојатно ова време ќе се потроши и гледачот еве ми даде уште еднаш идеја и инспирација. Значи, не го смалувате телевизорот, не го гасите телевизорот, туку само преку далечинското го намалувате звукот и тонот. Кога ќе ве прифатат во режија, тоа значи дека со мене зборувате телефонски.
тогаш нема јас да се слушам од другата страна, во овој случај се слушав, што е знак дека тонот е пуштен на гласно. Затоа технички аспект ве замолувам и не случајно сме и досадни со повторувањата, но како велат, повторувањето е мајка на знаењето. Тие причини, ако не го намалите тонот на телевизорот, ќе имате чувство дека сте на две линии, дека не се слушаме и така натаму и така натаму. Но секако сакаме понатаму да слушнеме зошто според вас имаме скапи учебници. Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Добар ден, во црвена линија сте. Како да јас ќе продолжам со твитовите, значи подсетување на 023070005. Ве молам прво што треба да го направите целосно да го намалите тонот на телевизорот. Затоа имате и чувство дека не сме ве прифатиле и не ви е јасно дали сте во програма или не сте во програма. Но кога сме во програма, особено на црвена линија, за подсетување денес зборуваме на темата дека факт имаме скапи учебници, образованието тоне, ама затоа пак бизнисот цвета и зошто имаме скапи учебници. Најавено е дека во Македонија годишно според статистиките се печатат 800.000, а оваа година се испечатени рекордни 1,4 милиони учебници, значи ќе бидат потрошени над 10 милиони евра. Зошто имаме според вас скапи учебници? Добар ден. Да, имаме проблем со линиите. Добар ден. Ајде, одиме со твитерџи, па секако доколку сте од другата страна, доволно да кажете ало, здраво, ќе бидете прифатени. Одиме со Менталист, се разбира, ова се твитови од август месец, кога наголемо се зборуваше дека учениците, еве, како што напомена и првата гледачка, која што се вклучи во црвена линија, дека се без учебници по некои предмети. Така да во август месец многу се зборуваше за недостигот на учебници. Па Менталист напишал, завршија без учебници, така и ќе почнат. Не знам оваа влада зашто ја бидува. Тендери фаќаат албански фирми што немаат машини за печатење. Одиме понатаму. Едни почнаа со Кембридж, па продолжија со дигитални учебници, за сега да нема учебници. Ова е една, како да кажам, историја која што се повторува во однос на учебниците, така да по капитални инвестиции Амин има напишано дрн јарење на Твитер, и тоа на 24 јануари. Ако имаме гледач, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, продолжуваме понатаму. Нас ќе напоменам дека внимателно и со тонот, еве го телефонот конечно звони. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте? Да. Повелете. Кај нас шо има како што треба, нема ништо. Немаме пропаднато на дното здравство, земјоделство, образование, се е на нула, на дното. Чекат учебници да направат за да ги ставиме българите у уставот за да можат да напишат историја. Иначе како ќе напишат историја? Затоа нема за шесто сигурно. Нели беше заробена држава, не беше почната школската година, учебниците стаца во училиштата, а сега нема учебници. Па погледнете Чинасов носе печатница за 10 милиона евра пари е дадено за учебници. Каде се тие пари? Од кого ги взимат тие пари? Од нас, народо, Арменија. Печати и не може да ги испечата учебниците. Колку пари коштат тие? Не со злато учебници сигурно. Но скапи се, зошто се скапи учебниците според вас? Па затоа што треба да му платиме на некој тамо. Не ве слушам, слабо ве слушам. Ние ве слушаме, продолжете слободно. И гледайте со кој бок ви почнува фабриката. Молим? Ве слушаме, имате уште 20 секунди, продолжете. Гледайте на чие име почнува Арменија. Продолжувам, ама што да кажеме, гледа, ја ви кажувам, не ли беше заробена државата, сега не е заробена, нема режим, ама нема и учебници, срамота. Благодарам за вашето јавување и дојде времето од црвена линија за реклами.
Е него оној дел каде што ќе ви соопштам како одговорија. Оние кои што не следат на Инстаграм, заследете не, подсетувам Црвена линија и веќе утре ќе можете да бидете активни во учеството во нашите анкети. На прашањето денес зошто имаме скапи учебници, инстаграмџи со 40% одговорија под А, затоа што сме богата држава, а 60% одговорија под Б со опцијата сиромашни граѓани. Овде ќе подсетам дека нашето другарување, односно тоа да се слушаме на 023070005 ќе продолжи. Ќе се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Секако не се оддалечувајте подалек од програмата на Телма телевизија, бидејќи за многу кусо време ќе стартуваме и со Заврти на Телма. Ве канам секако денес да ја освоите главната награда, која што се вика велосипед. Времето одлично и во октомври и зошто да не се обновите со нов велосипед. Сега и како што правиме постојано, ќе ви помогнам полесно да дојдете до велосипед. Добро запомнете и забележете. Ова се прашањата кои што ќе се случат во Заврти на Телма. Што сте испиле ако жета сте угасиле со Сан Пелегрино? Кој број порано бил резервиран за резервните голмани на фудбалските надпревари? Како се вика главната хероина во серијата Сексот и градот? Која е најпознатата кукла направена од дрво? Колку жици има виолината? Еве имаме и такво прашање и секако еве уште едно. Националното цвеќе на Турција е исто како и во Холандија. За кое цвеќе станува збор? Ке слушам што ќе одговорите. Како и да е, денес очекувам заедно да врескаме за велосипед. Останете со мене, останете со Телма и се вклучуваме директно од тркалото Заврти на Телма.